Значи во разговорите со Драган Томовски во врска со одредени иновации кои би донеле добро, општо добро на фудбалот, многу ми се допадна идејата за проблематиката околу крадењето на времето. Таа идеја е да се избегнат намерните симулирања од страна на одредени играчи во одредени екипи, каде што понатака во продолжението би се дуплирало времето кое би било на некој начин украдено од одредени поединци на тој надпревар. Тоа е многу добра идеја затоа што би спречило, знаете, секој тренер тогаш би размислил, чекај, онда немој да правиме симулации затоа што би се дуплирало времето понатака во продолжението и онда би донело тоа само одреден проблем на таа екипа која би била спремна да калкулира на тој надпревар. Така да мислам дека ова решение е одлично и исто така ја лично ќе разговарам, ќе го побарам и Звонимир Бобан, кој е во таа комисија за одредени фудбалски иновации во УЕФА и мислам дека ќе ја представам на еден убав начин, ако може да помине оваа идеја, која би било добро и за нас како држава, затоа што некој од Македонија би поднел тамо барање за одредени иновација во фудбалот која ќе има значење за фудбалот. Исто така разговарав и за една друга работа, тоа е за евентуалните груби стартови, понекогаш за жал кои се намерни. Идејата беше да одреден играч кој ќе биде повреден од одреден груп старт, ако се заклучи дека е намерен, да тој играч што го направил стартот биде исто време толку време суспендиран колку што би паузирал повредениот играч. Тоа е вака една, можеби едно екстремно решение ќе изгледа, но во секој случај би дозволил да секој играч понатака би размислувал многу повеќе на каков начин би влегувал во одредени стартови, затоа што со самото тоа фактички он самиот би се казнил. Така да овие неколку идеи кои ги разговаравме со Драган се доста добри за фудбалското унапредување и мислам дека би било доста прифатливо и за екипите и за играчите. Идејата на Драган Томовски за промена во правилата на фудбалската игра, всушност за надокнадување на ефективно време во продолжетокот на надпреварот, оно што е изгубено во регуларните 90 минути, во секој случај ми се допаѓа. Драган е човек со кој работев јас во Вардар во времето на нашите најголеми успеси со клубот и човек е таков, инвентивен и многу други ги има како да кажам новини предложено во фудбалот. Меѓу првите што предлагаше и Балканска лига, нешто што беше сите беа заинтересирани за таков вид на надпреварување, меѓутоа односите меѓу некои држави не беа се уште така мирница да се реализира, меѓутоа во секој случај беа иновативни, би рекол, во тој период. Долго треба да се разговара на оваа тема. Јас сум човек од фудбалот кој до пред месец дена работев во Саудитска Арабија, таму сум 9 години. Од 2017 бев во првенства во кои игравме со ВАР. Фудбалот бара се уште промени. Фудбалот има доста недостатоци. Значи, има место за промени, има место за согледување на некои пофункционални новини кои што може да придонесат фудбалот да биде поинтересен и подобар, а јас сум човек кој што стварал во фудбалот, кој што сака регуларност и ваквиот начин на промена сигурно би бил во интерес на сите оние кои што работат за добро на фудбалот. Да, ако не сме со фудбалска репрезентација или со квалитетен фудбалски тим присутни на европската и светската фудбалска сцена, ете од нашата мала Македонија една голема идеја фудбалска, благодарение на за мене барем проверениот, докажениот фудбалски работник, ајде во иднина младе фудбалски мислител Драган Томовски. Ми рече што мислам за прекинот на играта и како е моето мислење за мерењето на времето по оние поминати 90 на минути. Да, во првите 90 минути кога телевизиски коментатор се радував да има прекин на игра, да има симулирање можеби, да го кажам на почитуваните гледачи,
Она што сум го забележила во текот на играта поради динамиката, не сум имал време да го кажам. Но што по оние 90 минути во моje време, искрено да ви речам, беа може би минута и два, а сега гледам дури и 10 или 11 и 15 минути. Како тие додатни 15 минути да бидат и вам, и мене, а и на фудбалерите достапни? Размислува Драган за фудбал, но за многу поразвиените фудбалски земји отколку што е нашата. Во фудбалски план се разбира. Сета оваа идеја може да биде реализирана на ниво на, да речеме, 5 европски лиги, национални првенства, на европските фудбалски првенства, светското фудбалско првенство, на олимписките игри и така натаму. Меѓутоа, добрата реализација и придобивката што ќе го има фудбалот во смисла на возбудливост, па и може би и повеќе постигнати голови, верувам дека таа идеја може да биде прифатена од сите. Времето да ни биде присутно на сите нас на стадионот, на семафор, тамо каде резултатот, да брза стрелката на часовникот, за некој да носи радост, за некој така, мислам во создавањето на шансите. Тоа значи дека времето, зашто пак фудбалот да не презема нешто што е карактеристика на кошарката и на ракометот. Да се стопира времето само во продолжувањето, да се игра активно, а нека симулираат колку сакаат фудбалерите, но времето ќе стои, акцијата значи ќе продолжи заедно со стрелката на часовникот. Добра идеја, мислам дека ќе добие аплауз од Меѓународната фудбалска федерација и од сите љубители на фудбал. Промената на фудбалското правило поврзано со мерење на време, на ефективно време, може во голема мера да, доколку се имплементира нормално, може во голема мера да ја подобри и да направи поинтересантна играта, целиот еден фудбалски надпревар. Меѓутоа, она што е најважно, можеби ќе ги натера и самите играчи малце повеќе внимание да обрнуваат на ферплејот. За жал, посебно на овие наши простори овдека, доста често се случува играчиве веќе од првото полувреме да почнат со растегнување на тоа време, со симулирање и кога ќе дојдат задните моменти на крајот на надпреварот, тогаш едноставно судијата покажува одредено време, одредена надокнада за играње во тоа екстра тајм, во екстра времето, во која уште повеќе ги гледаме тие моменти на симулирање и посебно од екипата која го има позитивен резултат, настојува да го скрати тоа ефективното време на играње. Како што реков, доколку се тоа имплементира, ќе размислат добро не само играчите, туку и можеби тренерот, стручниот штаб ќе размислат своите играчи да ги советуваат што помалку да го прават тоа во текот на надпреварот, затоа што најверојатно во тоа додатно време ќе морат многу повеќе да трчат и да играат, што не одговара на никој од нив. Јас, додека бев активен играч, нормално многу нервози кај мене создаваа тие ситуации кога противничките играчи настојуваа што повеќе да лежат на земја и што помалку ефективно да се игра. Ова нервоза не само кај играчиве, него и кај навивачиве, посебно на трибините, ќе биде намалена и доколку тоа се имплементира, тогаш секој добро ќе размисли дали е подобро да се игра неколку минути во продолжение или да се игра 10 и 15 минути. Затоа се надевам дека ова правило, овој предлог на Драган Томовски ќе помине кај одговорните луѓе и ќе можеме да се пофалиме ние со човек кој доаѓа од нашиве простори, а кој многу ќе влијае на фудбалската игра во денешно време.